Ај нека ми го даде мене бројот од нејзиниот психолог, па нека ми ги избрише од мојата глава сликите од 24 април секојдневно што станувам, да си го гледам мртвото дете на улица, да го гледам во ковчег покасапено од обдукцијата. На едно од рочиштата ние имавме присуство на нејзиниот лекар, психијатар, кој сакаше да не убеди колку низи е нарушен социјалниот живот, какви нарушувања преживеела, доживеела. Ноември си објави на својот личен профил слики од прошетки во Дубај. Веројатно била насочена од психијатарот како терапија да оди малку на екзотични места. А на 12 јануари во живо преку заеднички пријатели на Facebook, на самото место кај што ме лежеше уморено детето, кафичот Black Pearl стои во самиот записник, собрани прославуваат 100 годишен роден ден на дедо Нац, меѓу кои таа, незиното семејство, братот, татко, мајка, се веселат на Уро. Ако мене ме прашате, јас тој пат не сум го поминала, после барањето камери. А како можеше да разврти крпче, да се игра Уро и да се лепат пари на музика? Еве, викнете ги, прашете ги. Да, докаде имат. Велат каде е втората страна, треба да се услуша, отворено нашето студио, навистина се услуша и втората страна. Еве отворена понуда, еве јас ја повикувам нека седне нова место кај што сум јас вечерава. Ајде нека каже незината, приказна затоа што јас 4 години не слушнав збор од низ. Ако има некакво оправдување, дали гази или не гази на мравка, ми го пригази и е причината за смртта на моето дете, затоа што не го виде, затоа што не беше внимателна во сообраќајот. Нека изнегира се ова што јас го кажав, дали не се веселеш, дали не живееше нормално, зошто причината сега да не убедуваат на суд, да го убедат судот дека ја нарушена психолошкото здравје, како и помогна на неј за некој. Еве јас барам помош, јас не можев да го најдам. Овие кај што јас бев, мене не ми го избришаа ниту моментот, ниту дента на погребот, ниту пак нешто се смени, се е исто. Секој ден е за мене 24 април, денот кога јас останав без моја тали.